Здраво другари, здраво криптореволуција. 30 минути дефинитивно, пошто ме немаше 4 дена. Досадно беше, немаше што да ви кажам за 4 дена, немаше ништо. Истиот обед, Келита нема да лита. Еве сега мислам дека треба да се уклучам за тоа што следуваат Трамп треба да има драми треба да нема драми, сега ќе оде у Кина и конечно да зема да се договорат и да улезе во бул маркет. Ова напунија се веќе милиарди долари. Фамилијата така доста беше сега, брат, треба октомври, ноември, декември се бул маркети, брат. Сега знам дека ќе се влечеме, предвидов до април, што никој не е веруваше дека се влечеме, ама еве. Ние, например, вие сте тука, плаките данок, брат, јас сум тука, брат. Сега нема лутиш. Тоа е реалноста сега. Кој не верува? Thank you. Feeling less terrified? Се ви покажуват, луѓе. Гледај, 2012 година. It only took 20 minutes standing in line at a bank to change dollar bills into another piece of paper. Thank you. I went online and I bought 1 Bitcoin last night. Really? It's the future. I don't know. It didn't feel real. Oh, real's gonna change. Just watch. Thank you. Feeling less terrified? Другари, после јас сум бил лут теоретичар на заговори. Брат, ово е реалност, гледал филмо 2012 гледаше е вика. Кој филм не е станал реалност? Чекај му ше зомбите и воземјаните, брат. Кој друг? Јас сум гледал видео сега, да не ми блокират каналот со нешто слично на зомби, и имам гледано видео. Шо е толку тешко, другар, да се направи вирус дека ќе те спржи целио и изгубиш ја контролата и се понаш како зомби, брат. Има паразити кои што го презимат инсекто и оно оде како зомби, брат. Луѓе, филмовите сите ќе станат реалност. И сега имаш у Македонија уште армолепци, ја па се извинувам, дигитално неписмени, шо, брат, уште пази, они нон-стоп гледат филмови, милиарда, ама се е тоа фантазија. И која е фантазија, брат? Star Wars, таблети, компјутери, ласери, се живо стана реалност, брат. Чекате джедаи има, у Америка има регистрирано, сега немат ги тие таквото способности, ама имате регистрирано джедаи повеќе што се од католици и од христијани, тоест од католици и од ортодокс. Повише ги има у Америка джедаи, братче, Order of the Jedis. Требаше да имам да се запишем, ама не, јас сум ортодокс, братче. Луѓе, пред очите, брат, гледај, смеат ви се у фацата, ви се смеат. Многу луѓе ме прашуваат од Америка, моментално ништо не гледате на вести. Трамп стварно се боре. Искарана е гарда, полиција, војска, стварно се боре. Але браче, ти имаш 5000 години вирували или не длабока држава. Моето истражување. 5000 години. Другари, античките македонци збришени од таа негативна такво. Тоа е секта, тоа е групација на луѓе што знаат, имат ги тие списи, знаат ги тие информации. Македонската империја на Александар Македонски сите се уништени за тоа што таа на Александар Македонски библиотеката јавно беа достапни, у тоа време се биле јавно достапни сите информации. Сега се забранити. Овие замислете си какви информации. Затоа се они у предност пред нас. Затоа што знаат информации. Зашо сам ја у предност пред вас? Затоа што се трудам да ги читам тие информации што не се на вести и што не се тие книги, брат. Што се онлайн, што можеш да си скопаш. И треба да знаеш да ги најдеш. Со искуство знаеш да ги читаш. Америка само ќе се оправи делумно, ако ги уапсат сите овие, братче. Фаучи, Клинтонивите, Барак Обама и жена му, не само он. Тугај Америка ќе почне. Иначе, луѓе, Америка е пред сериозен рестарт. Сериозен рестарт. Еве ја, ако е се окей, ноември месец, гледате какви опсења имате, секој чест на Америка, ме не му опсија така брутално. Како вие, ама ја не давам, ја знае се точно дека живеам, моја мобилин го имат, комплетно скиниран фаца, шо правам, дека се движам, се знаат. Мислам, се сум кажал, и јавно нон-стоп правам и видеа и се постирам и све. Не се крием за разлика од другите. Сите што се криеја, што се правеја, што продолжува оваа последната година дојдат на работа, иако и кажав луѓе не одете на работа, немате работна дозвола,
Повеќето се балканци, нема за македонци не сум чул, ама има балканци доста срби, највише се срби. Не само камионџии, има и онака уапси, не само што не ги кажуват. Се такви што се одили и на работа, а немат работна дозвола. Тоа да дојдете у Америка, умре и заврши брат да дојдете у Америка и да мислите дека тука супер ќе се населите, како на време што ви кажував, беше може да дојдете со виза легално да улезете, да си најдете и работа и кешки ви дават, не ви требаат документи, јазик не ви требаше ако работите нели за наши, да речеме, што е грешка да работите за наши, најмали плати дават, али можеше, тоа луѓе го забравете. Веќе нема. Кога ќе дојдете 99,9% нема да сакат да ве земат да работите. Тие што ќе ве земат се некои такви цици што ризикуваат нели да не плаќат американци поголема плата да ви дават помала. Веќе у Америка не може да преживеете после ковидо, веќе 3-4 години колку беше, не може да преживеете у Америка со тие ниски плати. Не можете. Тука цените стануваат страшни. И Америка, другари, сите што сте, балканци ви кажувам што и други што ме следите, пријавете се и селете се тука, врнете се, време нашите држави да си ги оправиме на Балкано и да си откриеме историјата заедничка. Америка, си е на Америка, нема што да траеште тука. Тоа што следува тука ќе биде многу по-страшно, другари, следуваат многу големи војни, следуваат за една светска влада, сега да не ме го блокират каналот, за една светска влада луѓе за да се обединиме, треба да го има Project Bluebeam, еве да ви го кажам. Така да не сакате да бидете од 2025 до 2035, верувајте ми, не сакате да бидете у Америка, затоа што ако јас сум предвидел за биткоин, етериум, кардано, блокчейн, гейминг свето уште нели, не сам го предвидел сум го, уште не е улезено фаза, ама ќе улезе, не се секирајте, 2027-2030 ќе улезе. Каснат многу и многу е тешко да се развијат игри. Верувајте ми, од 2025 до 2035 не сакате да бидете у Америка и од 2026 до 2035 верувајте ми не сакате да бидете у Европа. На Балкано многу полесно ќе се справиме, луѓе. Верувајте, време е да се врнете дома, да ги заземеме селата и да се бореме градовите да ги ставиме под контрола. Сите што имате пари, продадете се што имате у градовите, гледајте да купите што имате на село и планина, подалеко од градовите и гледајте да сте до вода и до шума. Да не речете дека не сум ви кажал. Пред 11 години предвидов биткоин, етериум, кардано, блокчейн, гейминг светот да ги се развива. Дека беше че другари, да се надевам дека се задрже. Другари, Counter-Strike двојката апдейт прават, мултибилион, 2 милиарди грешка. Сите скинови и чуда исчезнат преку ноќ. Од американците што објавија ми е на реална информација. Ако не е, ќе видиме, ама реална информација до сега. Значи, на крипто NFT не е така, другари. У крипто NFT свето, другари, NFT-то на Star Atlas е со мој волет. Ако ја направам грешка, ја да направам грешка, да речем, ама иначе се у мој волет. Че идем дали овака прекинува да се движи. Неговите животни заштити, гледа ова пак како ми го дава тук. Животната заштита преку ноќ. Другари, тие игри веќе ги забравете. Да, ја ќе играам, јас сакам ако излезе StarCraft, Age of Empires, нова некоја, такви стратегии стварно ме интересираат, оти овие немат такви стратегии. Се уште ја би сакал да направам со Александар македонски крипто NFT игра. Чекам вештачката интелигенција да се развие. Единствено нешто што имам нада у вештачката интелигенција, тоа што помага за вебсајтовите, пошто овие другите претеруваат со некои суми ванземјарски, наместо да се држат до добри суми, ќе бидете замените од вештачката интелигенција, за жал за тоа што се претерувате, брат, со цените. Мислам, тоа е, дека вие сте завршиле нешто, ама другари има алатки што можат сам да си направиш вебсайт. Само што ја го немам тоа време да направам, а бев се изнервирал, бев почнал и бев направил вебсайт, ама се па не знам пасвордите. Како и да е, не си ги знам пасвордите затоа што сум ги забутал таму у сеф, уствари, не дека сум ги изгубил, не сум тип што губе пасворди, ама славе, направи нешто што е Господ не споил, универзуму.
направи нешто што никој нема таков вебсайт у светот, така да ќе го промовираме тај вебсайт. Тоа што сум ставил на пауза за тоа. Другари, чао, пријатно. Чао, пријатно, другари. Ќе се префрлете у крипто. Бегајте од Германија, другари. Нас намерно не ни дават документи, не ни дават работни позиции, не ни дават возачки. Ја немам ништо против муслимани или било кој, али ово е претеризам, значи, ово не се муслимани, значи, ово се луѓе кои што заради нив у Германија, што сам прашувал германци, тука има многу германци, ги мразат и ја викам луѓе, не може да мразите муслимани, брат. Не може да мразите католици, не може да мразите христијани, не може да мразите будисти и други. У секој има лоши такви, значи, тоа треба да разберете, имал движени, брат, тоа е таквото. Традиција, тоа е дозволено, 2, 3, 5, дозволено е, ти не можеш да плукаш некој зашто имал движени. Филип II Македонски имал 10, Александар Македонски имал 10, тоа се крие. Тие имат полубраке, полусестрен куп. Клеопатра исто, Птоломеј татко и кој знае колку имал. Таа има полубраки и полусреки. Птоломејската империја е распаднана затоа што Клеопатра си ги убива сите полубраки и полусестри. Да е еден останало, Египет денеска ќе беше друго нешто. Еден само да останал. Римската империја не е можела да го униште, кажи го, Египет со Птоломеите македонците на во. Тоа у мистерии ќе го разглобиме, ама на германците тука што се многу и германците принцип што сум ги запознал 70% се стварно расисти, брат. Тој и нас не сакат многу што се вика. Се дека не е покажавени документи да видат дека потекнат, пошто стварно се исперен мозок од Хитлер. Мобето е, другари, ово намерно се прави, такви ниски класи на луѓе да се донесат низ Европа и се дават, например, 20 деца ке имал и не оде да работи, туку оде да го надува системо, просат и надуват и поради нив креират погрешна слика на христијаните и на католиците да мразат муслиманите. Муслиманите и христијаните заедно ќе се борат против таа финална борба, да знаете, и будистите и католиците. Заедно луѓе ќе се бореме против тоа што следува таа борба 2035, ја мислам дека е. Заедно ќе се бореме. Значи, муслиманите луѓе, ја ќе пробам у мистерии, не ќе пробам, туку ќе ви објаснам. Значи, ја на многу албанци пријатели ниту еднашка не сум се скарал, турци пријатели ниту еднашка не сум се скарал. Дека беше друго место и забрав ги овие Тунис, од Египет, која беше друга држава, ја забрав, тука што ги запознав. Од Етиопија исто има муслимани, да знаете. Брат, јас сум запознал подобри муслимани у Америка отколку католици и христијани, замислете си. Значи, кога ќе кажем муслиман од различни, така ќе биде, така ќе направиме, така ќе направиме, така ќе направиме, така е направено 100%. Заебале го еднашка, ти си завршил за него, брат. Однову сум научил од нив. Заебале го еднашка, со извинение, зафракнале го еднашка, другари. Крај. Тоа Македонија и Албанија што имат и Косово, албанците што имат, да неа нели правилно политички што имат проблем, тоа е сасвим, да знаете, длабоката држава. Ние, братче, историски гледано сме се бориле, но Македонија е најслична со Русија. У Русија, другари. Таму уште во земјаните, сите религии постојат. Знаеш како се живеат? Просто не може. Тука сум ги запознал. Тука сум запознал русин, монгол, Таджикистан, Туркменистан, Киргистан, Азербеджестан и не знам уште кој стан, уште колку ги има. Сите измешани што живеат, сите зборат на руски, различни религии, како се дружат, брат, ја тоа не сум видел американци, бели, американци, црни и азијати да се дружат на тај левел. У Флоридо, Мајами се дружат. Тука не. Тука посебно се белите, посебно афроамериканците, посебно се сомалици, посебно се русите со нели нивната тајфа, посебно се балканците, сите се разделени, брат. Америка ќе обединува, чекај, брат, тука знаеш каква работа го чека Трамп? Многу голема работа го чека Трамп. Ја, например, се имам дружина со афроамериканци, не сме се погодили. Највише се имам дружина, сум кажал, да не повторуваме, со Јамајка,
Брат, той е Боб Марли. 90%, не ги знам сите за това стана, 90% брат, Боб Марли. Брат, пеят и сбореш и да ти милина да го слушаш. Значи, луѓе, мобето е идат много големи борби, бегайте от Америка, бегайте от Европа, върнете се Балкано. Трябва да си спасеме културата, да се дознае историята и то е това. Иначе много луѓе ме прашали, брат, ти 30 години си вика, какво тия сите работи ги знаеш? Другари, я не съм 30 години, фал на комплименти. Да, тук ми трябваше тази ID и брат, всеко ще даваме ID и тази жената. Бро, what? Брат, 40 на година съм я. Не пушам, не пиям, може да за това изгледам така. Да имам подлучнаци, ама това подлучнаци ги имат и 18 годишни, той е от гейминг, другари, той не е от старост, брат. Така да, другари, аз съм тука. Тук съм от това генерация, такви по-млади ще ми пишуват, брат, ние само на компютъри имаме играем. Здравие, Македония може и да се отворят. Замислете се, Македония се крира с Александър, македонски брат, шо, какво нещо като Мария, брат. Требе, аз съм много задоволен да дойде GG, шо правят, шо гейминго го носят, голема, не знам дали ми го след канало, я и по-напред да ги финансирам, ама сега нелиото и затварям каналите, затварям банките и затварям ги банките и за това веќе македонските канали не ги финансирам, али много сакам да дойдам у Македония да се запознавам со нив. Чекай да видиме, тия имат ли бе? Я никош не ми излават. Леле, какво бях гледа забривки? Да ми пише някой коментар какво бях, бе, брат, защо луѓето не ми излават? GG. Нема со имења со многу тап. Како е да е? Здраве, у Македонија ги запознаеме. Нашо много ќе ме прашат защо не се женеш у Америка. Типо ја изфрла надвор и оно враќа се назад, брат. Брат, македонка, брат. Словенка, сите од македонски полуостров, жена. Алфа у стило, за разлика другите жени ще ги запознаено. Нема доперна точка, братче, нашите словенски род со другите жени. Нема доперна точка, брат. Нема, ја тоа што сум го видел, кој што сака нека зборе, не може. Македонка како што ти ги изчува детства, тоест, нели, наша словенка како што ти ги изчува, нели, тоа е од пајонците, пејалазгите, пајонците, како ќе ти изчува тие 16 племиња, никој не може, братче, да ти изчува така деца. Ово тука што видов луѓе, брат, ама има. Брат, има, ама ја не сум ги видел. Тоа што видов тука, мене ме плаши, ја такво куќе не би пуштил. Тоа е за тие што ме прашавте, брат, што ти фале, зашо не се жени со американка. Бурим, дојдете со жените вие, брат. Иначе, многу луѓе, работите стана хорор. Тука, типчето, многу сакам да го видам со лисици како ќе го изнасат. 30 години NBA местенки, брат. 30 години. Значи, италианската мафија, ја лично запознав у Мајами, и ви кажав, италианската мафија не е таа што продава дрога, оружје и тие работи. Они може да имат некој сектор со останале. Али италианската мафија работи со гемблинг, со коцки и со увоз-извоз на храна. Тоест, увезуваат тука рекетирана храна и сите италиански пицери, тоа сум ви го кажувал, немат никаква конкуренција, плаќат поевтино, плаќат ракети, да, ама немат никаква конкуренција за тоа што донасат италиански, медитеранска којна, брат, многу поквалитетни, од сол до брашно, дури вода, си донасат од Италија преку италианската мафија. Сите, да речеме, не сите, ама 90% од италианските пицери и ресторанти ги снабдува италианската мафија и ги штите, тоа е модерен рекет, да не ме зберете повеќе, не да ги плаќат кеш, туку едноставно овие донасат продукти и овие купуват од нив и која америчка пица ќе биде конкуренција, која овие GMO храна, овие органска, братче, од Италија. Од Италија, братче, ја јадов 2 години италианска којна само овоа. Кожа, коса, добро, јас сум келов, бричам се, али коса, брада, тоест квалитет, мускули, здравје, брат, не знам што да ви кажам. Значи, италианска кујна, другари што сум јадел, може да изееш колку сакаш лепи пица и никош да не ти биде ништо, затоа го имат уште оноа пред 2000 години рецепто. Подкастите, еден подкаст ќе правам нели преглед, сакам да ви кажам за Америка, многу луѓе се интересираат, рекордно го гледаа видеото одма 28 минути, што не е никош било.
Значи ово видео се 454 гледа и ово 426, али рекордна бројка гледа, да речеме ово видео 1 сат, ово 46, рекордна бројка го одмо изгледа 20 минути и валјда македонците немат време. Ми кажа да гледат и за тоа го паузират, го гледат на 2 пати. Али овие двете видеа рекордна бројка, значи направија. Многу сакам да видам Лебрончо како ќе го уапсат и други јаки само се крие. Зашто ги правам видеото од овај стил на почетокот зборам овака, па после на крајот за крипто, луѓе за да почнете да гледате дека сите кажувате Америка, другари, све е тука фейк, брат. Све е наместено у подкастот кој што дом ќе ви кажам, Америка не е после ковидот тоа што верувате и Америка Трамп ќе направи многу голем рестарт. Ово е сатанист, брат. Ово е сатанист и не е толку добар кошаркар. Најдобриот кошаркар на сите времиња е Майкл Джордан, Шекил Онил, Коби Брајант, Шекил Онил и други. Овие филмови што ме прашавте за тоа го споделив. Другари, не упаѓајте филм, ово е мултимилионски компании кои што забравете на тоа дека вие дека ќе отворите компанија и дека би направиле оваква награда да добиете од копање. Тоа го забравете. Ово кој сака да се го изслуша, има многу процент, 10% од афроамериканците стварно пробат да избегат од тие гета од кои што се стаени, ама за жал тоа е многу скапо за да може да се исели една америчка фамилија. Сериозна сума на пари треба за една америчка фамилија да се иселе од тај стейт дека многу братче е скапо и многу пари треба за да има таа поедновна точка. Америка, замислете си, другари, што многу ме прашаа како е можно. Знаете дека Трамп има многу мокни луѓе зад него и не е само Трамп. Гледајте го, една страшна екипа зад него. Страшна, то белите масони што ги викат, уште истражувам, страшна екипа која што Трамп уствари по моето ново истражување открив дека не е од германска фамилија. Значи можно е да, тоест Индоевропа, нели иде, индоевропски народи, тоа е комплетна глупост, значи Силвер Шилц, едно од македонските племиња што е било доле, од посмртта на Александар Македонски бега у денешна Германија, тоа се саксонците. Саксонците напаѓаат Англија, тоа се англосаксонците тука што се мешат. И имате едно од саксонците кои што никош не се измешало, оде крира ги Ирска и Шкотска. Затоа Англија никош не ги сакала тие двете и Шкотска има едно шкотско племе, македонско има таков пораз има на Англија нанесено што не можете да се изфантазирате и едно ирско племе исто таква има у историјата што се крие победа брутална и не ми е јасно зашто не се ги довршили англичаните. Вајда нели се мешани англосаксонци па ги сметат како полубраќа, сигурно за тоа. И после имате англиската империја која што цел свет го е уништила, избришала и ден денеска контролираат, да знаете, и не може да се спасеме од нив. Тоа е таа длабока држава. Имате три стейтс, значи имате Ватикан Сити, имате Вашингтон DC Сити и имате Лондон Сити. Тоа се три комплетно независни држави со независни буџети, со независни системи кои што контролираат цел свет. И Трамп е од таа саксонска ложа која што оде од Германија у Ирска и открив у Лезов му трага дека е од ирска кралска фамилија. Затоа си жене со словенка, со Меланија, сигурно ако не е размислувал како мене, ќе се оженил со американка и денеска ќе го гледавме Трамп како се расправа со воа, наместо, братче, да го гледаме Барон, кој што, брат, типо, мислам дека едно свето ќе види кој е Барон. Бегајте од Германија, како што кажав, другари, бегајте, продават си све само за да преживее таа држава. Таа држава е паѓа Германија, паѓа Европската унија, паѓа НАТО, тоа ви го кажувам повеќе од 20 години. Само некој не ме слуша, другари, продават се живо,
Че другаре се свирам да видиме, знаете во Америка, иако е бел ден, може тука да литат разбија ни поштата. Значи поштата ни ја разбија, тип доваѓа, со хебла отвара комплетно на сите на сите резиденс, на сите комшии, брат. Леле вечер се врнам во Македонија да правам обед. Брат, верувате ли забравам зборовите? Не можам, знам дека го знам зборо, не можам да го кажам. Тоа е кармата што се смеев на другари од Швајцарија кои дојдеа после 5 години дека го беа стварно забравиле некои зборови и се чудев, ама сега ми станува јасно. Бегајте од Германија, другари. Бегајте од Германија, многу е пострашно од колку што изгледа. Респект за америчката полиција, јас сум кажал 90% лично што имам видено. Таква полиција не постои на светско ниво. Да, 10% збореме за страшна корупција, има приватни затвори кои што ги пунат баш тие. Тоа е лошо приватни затвори да има. Ја да имам приватен затвор, верувај, ке е нешто science fiction, ама тука тие корпоратски гиганти, не. Не се знае дали ќе се врне дома, такви херои, брат, не сте виделе, брат, стварно. И ќе застане, и ќе ти помогне. Брат, филмови треба да почнат да се прават у Америка, многу лоши филмови се прават за америчката полиција и затоа децата немат и тинеџерите респект кон нив. Туку вашето Сиетл, новите гангстери се луѓе од 12 до 16 години тинеџери, тоа не смеш да му продумаш. Комплетно се наоружени со ножи, може да избодат за секунди. Толку се агресивни, возат се со коли по некои автомобили, крадени. У Сиетл фале 3000 полиција за да се справи. Не може да најдат. Затоа плано беше на некои држави како Црногорец што го опсија, да се стават балканци за полиција и дека тоа беше тест фаза, ама гледате, прекинаја Трамп затоа што Трамп сака амерички, разбирам го све, ама мислам дека Трамп ќе направи роботизација и треба да има роботизација, најискрено полиција како физички, нели, лице треба да се тргне зашто е многу ризична работа во Америка. Тука луѓе тинеџерите имат такво наоружање што ви кажувам дека македонската армија нема. Тука има такво наоружање автоматско, полуавтоматско што е забранено. Значи military grade имат такво, значи јас што сум видел среќа, фала на мајка ми и татко ми за калъпус, значи ко са ме направили и Господ, значи што стварно мислат дека сум русин или андеркавери, бегат од мене, ми поздравуват и се окей. Еве македонци, срби, бугари што се шетале со мене, се виделе луѓе кои ме поздрават, викаат, ти да не си шпион, не викам брат, каква ми е фацата, значи фул респект имам од гангстери, од мафија, фул, заради фацата. Ниту сум шпион, ниту ништо, провели сме му бед, вика брат, која фаца имаш, ти кој си? Брат, тај сум. Не сум ја само тај, и срби, и бугари, и црногорци, и руси има тука што се шетат слободно у зони, дека други луѓе нема. Имат некој респект и чувствуваат дека ние не сме брат, кај нас нема тртен брате, брат. Не, ја ви кажував сторијата дека некој се пробат у Њујорк со русите да се качат, таков кјотек, ја не знам зашо нема филм за тоа. Таков кјотек не сте гледали. После пробале со пољаци, со украинци, белоруси. Таков кјотек вика не сте гледале, брат. Значи збореме за ниски пољаци, русите не се баш ниски, ама пољаци, литванци и белоруси, таков кјотек тука на овие не сте гледале, ми кажуваа. Не сте, вика, тоа е... Имам видео гледано, ама тие видеа се нелегални да се прикажуват, те не знам дали ги има више на интернет. Али респект, брат, за 11 години шо видов, америчката полиција, другари е... Мислам дека цел свет треба да дојде да тренира како треба да се биде полицаец. Тоа што гледате клипови што се појавуваат луѓе, тоа е само еден мал 10% луѓе на полицајци што му е преку главата од тие тиктокери, од тие јутубери и тоа е човечко суштество, разбираш ли? За жал нема такви институции кои што нели стварно ќе помагат нон-стоп, оставени се самите на себе си, гледаш дури америчката полиција се апсе за ако е девек прекумерена сила, не е прекумерена сила, луѓе. Тука нема, не знае дали е вооружен, дали не е. Тука да свириш на некој може да излезе со тепа, сам гледал. Значи свири му што чекаме го 10 секунди на зелено, свири му, он на телефонот си седи, излават и се тепат. Со пукат се дори. Вие сакате ли да живеете држава таква? Во Македонија да, почна да се дешава тоа, но тоа е мала група за тоа што вие некаде ги стават подред, пошто и во Македонија сака да се направи исто како Америка. Значи фул респект, брат, за америчката полиција. 11 години, ниту еден проблем не сум имал со америчката полиција. Секој што сум прашал, се ми е кажано, не знам да опишам, тоа што сум гледал како постапуваат професионалци, исто и пожарникарите. Пожарникарите у Америка, брат,
Треба да се врнат филмовите. Тоа е супер херој. Сите тие прво да знаете тепачки, кажи го собраќајки, прво пристигнал пожарната. После е тоа болница. Прво пристигнал пожарната. Тоа е, другари, супер херој. Ја не сум видел некој да си ја сака работата како америчките полицајци, америчките, кажи го, пожарникари, па дури америчките доктори. Значи, голем процент од амерички доктори се стварно многу добри, многу кул. Проблемот е што една мала количина на амерички доктори што за жал нели имат завршено школа од тие штетни книги, али у принцип највише амерички доктори конспираси имаме на светско ниво кои што се дадели информации и после се ги скинали, али фул респект за пожарникарите америчките доктори кои што ја нели сум имал контакти или сум земал информации од нив. Бегајте од Германија, другари, таму Германија без Русија, овие информации за што ви ги кажувам, се некој рече, брат, што брамljаш? Другари, ако Америка е тоа што е лошо, криптомаркетот зависи од тоа. Ако Германија е лошо и у Европа е лошо, треба да почнете да ги следите тие информации. За тоа ви брмлям 30 минути. Треба да почнете луѓе да ги следите тие информации. Ако ти си у крипто, другар, прво нешто стануваш, гледаш у Америка што се дешава, Германија, Европа и после гледаш што се дешава Кина, Русија, БРИКС. Мора овие работи да почнете полека гледате, менам го концептот да правам по еден саат. Требе луѓе да, ако Германија почне да се распаѓа, да се надевам дека да го почекаме бул маркетот да помине 2026, 2027, 2028 и 2029, другари. Европа ќе плаче. Бугарија ќе плаче. Бугарија улава луѓе. Бугарија сериозни работи се произведува, да знаете. Бугарија, војната индустрија произведува сериозни работи. Бугарија живее заради тоа што се има војна во Украина. Путин треба да го реши тај дел, така ли? Путин нема да забравя, да речем, Бугарија што прави. Путин нема да забравя Македонија што направија за против овоа, против Русија. Патликата, пак ќе кажам, на Македонија е да победат овие независните и да почнат да контактират со БРИКС. Не со Русија, со Кина, со БРИКС, со заедницата на БРИКС. Луѓе, Европа, Европската унија и НАТО одат у таква криза. 2028, ако мислите дека било криза, гадно се лажете, брат. Затоа у крипто да ќе падне, али у крипто луѓе не губе вредност како што ќе губе книжните там тоалетна хартија пари, како ги наречуваат. Другари, одеме на крипто, овоа да се надевам дека се напунија и двајцата доста крипто, да се надевам дека се напунија и дека ќе улезат у фазата веќе да 3 месеци да идеме биткоин да отиде до 140.000 или до 170.000, да зацементира тамука и после да почне да се пумпа Ethereum да отиде 8.000 или 12.000, како ќе му дое Ripple да дојде до $8 или 10, BNB да дојде до 4-5 долари, Solana да дојде околу 500 или 800 илјади, ја ќе бидам пресреќен, Cardano да дојде до кај $5-6 и 10 ќе бидам супер ќе биде, Chainlink, не се кјама аналитиката која е за Chainlink и за Stellar, али другари, многу луѓе се веќе презадоволни, имат направено price correction на сите овие што ги кажав, на видеото од $1,000 и од тоа, се презадоволни и ќе имаме македонци кои што да се надевам дека убаво ќе фанат да кешират пред се да се распадне и да анонимно не ќе ми ги пратат портфолиото, Македонија ќе ги секој што ќе го покаже портфолиото што има направено профит од тоа од мене, 10% ќе му давам у Крипто Академијата што ќе дојде и ќе му посветам внимание уште појако портфолио да направи. Другари, колку лизовме? 3-4 минути ќе гледате, брат, ќе се научите. Ќе да пролистаме, брат. Брато има видеа, не може да ги прикажувам, има видеа, не ми тржете да ги праќам, има видеа дека прави шушпури, мушпури, многу е за затвор. Овие другари имат трилиони и тамо да знаете, биткоин и крипто, Дубај е крипто френдли, да знаете, там не се плаќа данок, брат. Сите што ќе направите профит у ово, идете од Дубај, разгледајте да видите што е како е. У Дубај, другари, бизнис и апартман да се купе не е лоша опција,
Затоа што то тамо ќе може да вадите профит, али со дигиталното ID ќе биде заебано. Ово го одговарам за луѓе што ме прашаа што мислам. Дубај стварно е многу добро за бизнис, дека со крипто е френдли. Многу е добро, али дигиталното ID и тие контроли ќе биде, другари, тие специјални градови баш у Дубај ќе бидат, Smart City, така да, пак ќе ви кажам, голем ризик е у стило на, ако планирате да взимате вакцини и тие чипови, може да отворите такво, али мое да се држите до Македонија, дека у тие села што ќе живееме, валјда ќе издржиме до 2035 да не земеме ништо. Market structure legislation this year. I'm also committed to signing landmark crypto market structure legislation this year to grow the industry. We're going to be growing it even more than people ever thought. It's a really hot industry. I'm also committed to signing... Другари, овај човек ќе направи. Ќе направи, натоварија се. Секој ден, да се надевам, јас секој си дојдам ноември дека нема да ваа драма, секој ден е драма тука. Секој ден е драма, секој ден е тепачки. Просто на луѓето тука е исперен мозоко. Значи исперен е мозоко, многу ударат тие дроги и луѓе, многу е лоша ситуацијата со афроамериканците во Америка. Многу е лоша ситуацијата, жал ме е за нив, перате го мозоко, многу е лоша ситуацијата, многу. Секој ден е тепачки и драма, секој ден е претеруват со тие дроги и претеруват со тие TikTok и јутубери, мислат дека станат славни, пуни се затворите и треба сериозно Трамп да земе да и помогне. Трамп едно време, братче, не едно време и сега многу афроамериканците имат голем почит, може да е еден од единствените бели што има толку голем почит, треба Трамп да се уклучи да и помогне на афроамериканците, почва со сериозна криза. Сериозна криза, другари. Другари, за BNB ви кажав, чекај да не ми блокират поради звуко, луѓе BNB. Не мора да држите цел коин токен за тие што прашаа. Бугарите и србите почнуваат да купуваат многу BNB. Фала и што гледат мојот YouTube канал. Хрвати и не знам кој беше други, босанци или беа и турци. Трупајте BNB без разлика дали ќе падне, дали не, че имајте си го. Еден BNB да успеете да се составите, нека ви стое, кај Славчо имате видео и гледајте го видеото, заклучува се и си взимате дивиденди. Просто кажам, стекни ревордс. BNB, другари, Трамп го сака да удари и на FTX, пардон, не знам дали ќе биде тоа е лошо да ударе. Стар Атлас има доста се пукат, турците се доста улезени. Ја мислам дека е турчина, ако не се лошо. Има пуцачен, сега ќе седнам да играам. Solana, внимавајте, нешто ново се, мислам дека ќе ја пумпат. Solana спремат некоја технологија, другари, голема технологија, се спрема за многу побрзи трансакциите да бидат и поевтини валјда. Мислам дека Solana багимите ќе ја напумпат оваа сезона. Сега не знам колку, кога ќе ме прашат колку, не знам, другари, 1000, 2, не знам. Али Solana, другари, ви кажав, белото мече Америка нема да остае. 53 милиарди улезеа за 18 часа, сега тоа е пред 13 часа. Значи луѓе ќе улават многу. Ово е истото видео ли? Тоа е старо видео. Купуват се Legendary Crew, многу луѓе ме прашаат што е финтито со Legendary Crew. Legendary Crew дават многу повише experience отколку другите класи. Америка, другари, тие што сте ми пријатели, не отворајте вратата на секој полицајец што се представува или FBI. Гледајте, лесно може да се процене и луѓе улават, лажно се представуваат како FBI, тоа најчесто у Калифорнија, и улават и ограбуваат. Значи Калифорнија живеат многу богати луѓе, внимавајте, другари, Америка е најопасната зона, иако Трамп има победено. Очекува многу голем рестарт, гледај со FBI облика се онадени облечени. Луѓе, внимавајте што правите и многу опасно Америка. Тинеџерите убиват за патики луѓе по улиците. Значи, замисли за патики у Америка, имате Маршалс и Рос, кои што патики од $350 може да се најдат за $30-40. Погледнете, братче, брутално избоден тинеџер,
Ја ви кажав одамна, сите ме прави, абе брат, многу драма правиш, не правам драма, луѓе, тинеџерите со тие TikTok, у Македонија TikTok треба да се забране. Гледате ли, ја ако ги користев TikTok до сега, другари, ќе бех милионер. TikTok видеата сите ќе ми ги гледа, верувате ли? Ја имам на вештачката интелигенција направено тест по нели понапред колку са ме гледале, милиони ќе ме гледа. Вештачката интелигенција ми каже дека милиони ќе ме гледа на TikTok. Ја TikTok не го користам за да не наштетам на во. Ако TikTok го купе Америка и го смене, каже го алгоритмот од Кина, што намерно го правите алгоритм, тугај можно да го користам ако го смене алгоритмот. И денеска држав еден сад да не се проземам. Другари, да. Еве другари, кој не верува, кидете тука на моето видео од GTA, значи јас стварно живеев му GTA. Значи кидете тука другари и кај мене имате, гледај. Линкови имате тука, што тие видеа не ми ги дозволи YouTube да ги става. Еве линкови, уште пострашни линкови. Гледај, се ово линкови од мене, другари, може да ги отворите од Twitter. Линкови од мене и Славо е нешто коментирал, треба после да го. Русите, значи тамо нема шанс да ги пипнат, Америка ще ужаси. Славе, чекай, после ќе прочитам многу голема такво. Другари, гледајте ги видеата. Видеата гледајте колку сум постирал. Не испуштајте да ги разгледате, брат. Почнаа, од како ги постирав тие, почнаа и гледаш коментарите, не може да ги прочитам сите. Гледајте надоле, вратете. Сум постирал, другари, сум постирал на ово видео, сум постирал на ово видео, рандом 79-ката, сум постирал да видите какви работи се дешават. А тоа е само 0,01%. Много по-брутални и по-страшни работи има, другари. Ја не би сакал да живеам во Америка со овакви тинеџери. Како ќе рестартираш те оваков тинеџер? Кој они уште од 15 години се гангстери и болат и убиват се живо. Абе луѓе на плажата, по кафичите, по дискотеки, по ресторантите нема народ. Овие се собират и прават рушим. Овие сериозен проблем ќе направат, брат. Памнете ми ја домата. Ова е, не знам што да кажам. Еве Инк се взима тука, другари, сите што играат Стар Атлас, да, дава Инк. Сега е дабл сезона, гледајте да се уклучите и да играете. FBI да се надевам дека ќе ги уапси сите италијани и сите NBA умешали. Кој што? Фучава да се прозевам сред бел ден. Значи, не знам што да кажам. Да, мапите не се готови. Мапите не се готови, али ќе се оправе. Много јако изгледат екипажите. Но, брат. Развива се играта, да, има багови, да, сецка, али играта си работат. Што сакав друго? Да, Зинк, другари, чекам у секое време, вали да прави ноември ќе го пуштат Зинк airdrop и ќе ви направам видео како да ги заклучиме, не е завршено. Да, многу падна Атлас, затоа што луѓето се разочарани дека не го пуштија во октомври месец Зинк, али ќе го пуштат. Играта, другари, Double XP. Кој има јак компјутер, братче? Гледај, ја двај чекам да се оставам компјутер, брат. Јака е графиката, јако е замислено, само треба си јако компјутерче. Сега вие можете и на лоу да играете, ама луѓе ово ќе се развива се повише. И си имате си Double XP, значи почнете да играете. Имаме нов македонец играе. Другари, ово ако не е на место, не знам што е, гледајте. Ова треба доживотна затвор и да му запленат се живо. Гледај. Ако ќе ми рече некој зашо не гледаш, па не гледам затоа што знаев дека е наместено. Имам голема желба да отидам на ово да идам, пошто не сите се наместени надпревари. Имав голема желба да идам, али се разочарав. Другари, погледнете, $130,000 куќа за бездомници. Ако мислите ко Македонија се крадат пари, Трамп го очекува сериозна борба. Другари, гледајте ја шупата. $130,000 е пишено за бездомниците да помагат.
Тука се крадат милиарди за тия бездомници. До сега толку пари се украдеа, тоа ги има околу 250-300 хиляди бездомници. Толку многу пари се украдеа, шо другари, уствари милиони можеа да и дадат. Тие милионери можеа да бидат бездомниците, брат, отколку што се крадат парите, ама тоа е бизнис. Индиецо, најискрено да ти кажам, работе, али треба да работе уште 2000% повеќе. Ово копеле треба да го затвор. Гледајте, другари. Гледај. Италијанчето. Welcome in America. Гледајте, другари. Move towards a zero emissions future. Крадат кабли. Targeting EV chargers for copper, cutting cords, even breaking into chargers using a hacksaw. According to CleanTech, Не бе, не се нормално, there's брат. Не се нормално, ја викам. 60,630 public and workplace EV chargers in the greater Los Angeles region. Cutting a connector doesn't fall underneath. Страшна работа, другари. Не сам ја луд, брат. Не ги гледате вие вестите. Тоа е, другари, $1,400, другари. Дефинитивно купувајте, трупајте крипто и да може да се извадете со тие. Сами да отидеме на село, там нешто да одгледуваме да се праве. Илија го запознав многу кул дечко, едва че не запознавам со него. Брато има фарма, да пробам неговите производи, да видам неговиот концепт. И кога ќе упаднеме сите у таа криптоакадемија и помеѓу нас да се купува, продава разни производи и да изградиме на заедница на македонци кои што меѓу нас ќе си продаваме квалитетни работи. Дури разменуваме квалитетни работи. Али Кина, другари, да знаете дека е многу напред. Гледај, брат, за ништо, брат, секој ден ово тепачки, ама нон-стоп проблеми, брат, ама секој ден е драма, брат, секој ден, со ножи можете избојаме секој ден, другари, секој ден. Мои очи што имат видено, тоа, верувајте, ако луѓето го знаеја, немаше одамна да живеат во Америка. Другари, гасам се тука, да, ово само на брзина, за Binance, да, пардон му направи, пошто ви кажав, луѓе, Трамп има намера да ги врне Binance.com, има намера да ги врне да ги врне у Америка, пошто знае дека таа берза е многу јака, знае дека таа берза е поштена, знае дека таа берза дава многу добар staking rewards и ќе биде у негова корист за Fidelity. Така да, другари, знаат и они самите дека беше неправедно осуден Цизи, креаторот на Binance, тоест еден од директорите на кинеските служби. Не можеш да го укривеш за money laundering, за тоа што, брат, крипто немаше ништо, брат. Биткоин нели беше пирамидална шема, не беше регулирано ништо. Како украдел, брат? Не беше регулирано ништо, брат. Значи Америка кажуваше на луѓето да не купуваат крипто, биткоин дека е пирамида и сега ти го укриваш него. Кој ќе лежи туку у затвор, брат? Кој ќе лежи туку у затвор, брат? Овај човек има направено многу за крипто заедницата. Рекордна бројка на милионери, милиардери, мултимилионери има заради овај тип, брат. Роден у Сингапур, кинесе, роден у Сингапур, заложил го апартман, у тоа време апартмани у Сингапур се луда цена, да. Не сеќавам колку беше, $200-300 $, и станува милиардер. Луѓе, овај човек не е лош човек. Еве, напишале се на октомври 23, сега сме 25, this is probably big loading zinc, значи мислам дека 1 ноември треба да го пуштат. Ќе направам видео, купуват се. Многу луѓе ме прашаа колекција да правеле од NFT-ја, само гейминг, другари. Ако купувате, барем купете со Star Atlas, барем може да се играат со NFT, да се продаваат другите NFT, како тие манки, како беа тоа, забрев ги како беа, гледате, ништо не виде. Играта се развива, друго шо има награди. Тука е страшно, да не мислите само афроамериканство, тука има овие оде јадат, бегат, не плаќат, страшно. So you came here, you ate food, the guy didn't come, and you don't want to pay for the food. Correct. Okay, you don't see the issue with that? I mean, I don't Со really овие не care можеш about да живееме, arguing брат, at this Многу point. се, You брат. can take me to jail. Не I само don't афроамериканците, If you многу don't се, pay, it's брат. called theft. I'm done Многу with се, being брат. hungry.
You can take me to Greene County Jail. From my understanding, you did this over at BlackRock too. That's fine. I don't have. Why do we keep Страшно, having this? страшно, страшно. Страшно, брат, гледай, брат. Само се краде и замисли ти си уидел на работа, вракаш от работа и е украдел го и рипа ти на автопатот и него видиш, там се воза с 6 мили на час и го биваш. Замисли цел живот, брат, ти трябва да живееш от това дека си убил некоя будала. Па дори може много лесно да те ограбват. Не може всеки братче да лесно да убие човек, дори криминалец и да нормално да живее после с това, брат. Гледай, ово е пред... Ки ми каже, брат, Америка, брат. Ово е пред училищата, брат. Лично го имам видено, брат, у некакво държава. Другират се, братче, насред улица. Ке ви помине дето ке нагазне нещо, брат. И аволи не може да биде решено, брат. Трамп го мачат само. Брат, Трамп много сагам да направи големия старт. Ама трябва да почне големите риби да ги затваря Трамп. Гледай, брат. Шо лайки придонесе за Америка, брат. Дека вие трябва да ги депортират, ми е прашените. Гледай. Тук, брат, у Сиетъл не може да идеш от даунтаун. Да. Другари, некои китови много манипулират, да знаете. Цизи, токенизация, но да. Брат, ово видео, ово, другари, я да окажем сега истото само за църните да направим видео, FBI ке ми улегне на глава. I'm tired of you having babies on fucking leashes. I'm tired of seeing babies that's 13 years old in a fucking stroller because you just want to give them the fucking world. Or, oh, Billy doesn't want to walk, so we just gonna like have... Ово си го слушайте, да не ме го блокират канало. Ова слика, брат, чекай, брат, принт скрини ги си я ставам. Ово е, да. Сликата е милион зборови. NFT-ата си лудница на Стар Атлас. Друго шо има. Гледайте, другари. Гледайте. И аз всеки ден, братче, ово може да го гледаш. Усред център. Усред там ги носят, за да замисли, ако сакам да отворя пицерия, що стварно ме беше за пицерия и за кафетерия. Замислете си, овие ти ги донасят намерно. Намерно ти ги донасят пред Дукяно и ти ги оставят там. И кой турист и кой жител ке дойде да ти купи, брат. Това е намерно. Не Трамп. Трамп се бори против това. Длъбоката държава проба да унища американската економия, т.е. маленките бизнеси. Нема маленки бизнеси, нема економия, другаре. Гледай, брат. Шо вие придонесват за Америка? И ки иградат от $130,000 кукички, така ли? Брат, пък, не знам. Отнесете ги в Европската уния за $130,000, знаеш що ги направят? Страшно, брат, страшно. Америка. Ово е исто да го слушате видео, брат. Страшна работа. Страшна работа, брат. Свиня мързя да работи, чека от какво. Яло Америка дойдов, другари, станав милионер, шо нямам ни пасош, ни документи, нищо, ова, гледай, брат. Слушайте, вие, вземете ке мене, извратете ги на ово, никой ще няма да сага да дойде до Америка да живеете. Кейджи го стави официален амбасадор, алали е на ово. Амазон, бра, дойде Америка. Другари, роботите не ядат храна. 600,000 работници, ки ви кажем, я да бе отворил пицерия, така ли? И замислете си Амазон, тука ке мене, да отпуще толкова много работници. Кой ке това ги ово? Па вие на COVID, ако ги ставия си дома по канцелариите, па вие беа, ако ги ставия от канцелариите, ако ги ставия дома, разбираш ли, сите околни дукяни пропаднават за това, що вие, брат, после работа си ядея дома. Тоест, после работа са си дома, фактически си готват. Другари, тая рестарт, я ще знам, що следува по-далеко тук. Гледай, брат, унивните школи. Секой ден, брат, милиарда видеа постоят. Милиарда, брат. По милионив. Брат, сериозен рестарт. Американските школа нищо не учат. Страшно, брат. Тук не дай Боже дето да го пратиш, ке да го бият. Усред школа, другар. Гледай, ovo е брутално, брат. Ovo не е шамар или нещо. Гледай. И у судовите веке, не знам, що да кажа. Гледай. Това видео го виж покажав. Това е, другари. Всекой ден драма. Всекой ден. Другари, това е да се надеям дека трупате крипто. Ви кажав, ovo видео е много битно за тия шесто крипто, затова ще трябва да следите
драмата во Америка, драмата во Европа и Европската унија, НАТО, БРИКС, Кина и Русија, треба се да гледате и у Азија исто, треба се следи Африка, треба се следи другари, не се зафркавајте, треба сите тие информации ги следите. Не може да ги следите, другари, тука ве чекам, имате, братче, крипто револуција, братче, и имате YouTube канал како овај. Другари, јас се гасам, право ќе ударам да се изманџоре, да се најадам, а после седнувам да играм цел ноќ Star Atlas, да фармам, Инк. Чао и ноември месец мислам дека сум Македонија. Па здравје таму, ќе се дружиме, ќе разгледам за Крипто Академија, ќе идам у различни градови, планирам со сите ќе се запознаеме. Пишете коментар у кој град ме поканувате да дојдам и распрашајте се таму да најдете луѓе кои што би сакале да бидат у Крипто Академијата. Значи, тие што ќе најдете повеќе луѓе, значи со вас ќе имам друг однос, ќе има и намаление. Значи, гледајте да најдете членови, ќе има намаление, ќе се дружам со вас и верувајте, друго е уживо, друго е овака. Така да пишете у коментари у кои градови сум поканен, сакам да знам кој ќе го изгледа видеото исто целото. Тоа ми е, за тоа на крај го кажав. Пишете доле у коментари у кои градови сум поканет, да знам, да си направам листа кои градови да ги посетам и почнете да тражите пријатели, роднини, другари за Крипто Академијата, ако не, кажете и до 67 години да си одат на работа и да се мачат. Чао и поздрав!